Ѓорче Петров, заедно со градоначалникот на општина Ѓорче Петров како домаќин, со советници во Советот на општина Ѓорче Петров, директорите на јавните предпријатија на градот Скопје. Ова е 13-та поред средба по општините во градот Скопје или конкретно денеска во општина Ѓорче Петров. Целта ни е да секоја година ги сумираме резултатите, особено во есенскиот дел од година, ги сумираме резултатите од функционирањето на градот Скопје и на јавните предпријатија од градот Скопје. Значи на градот Скопје они надржачи што се негови на територијата на општина Ѓорче Петров. Од една страна, од друга страна да ги слушнеме мислењата, размислувањата, критиките на местните заедници од општината во однос на функционирањето на градот Скопје и на јавните предпријатија во град Скопје. Исто така, со оглед на тоа што е во фаза донесувањето на буџетот на град Скопје, се донесе нацрт буџетот, а до предлог на буџетот и по нацрт буџетот имавме ние консултации со општината што да влезе во буџетот на град Скопје од потребите на општина Ѓорче Петров. Сега имам уште една дополнителна можност меѓу нацртот и предлогот на буџетот, кој се надевам дека ќе го донесеме до крајот на овој месец, зборам за буџетот на град Скопје, да видиме што е она што ќе се работи во општина Ѓорче Петров. Она што сигурно ќе го работиме оваа година, тоа е продолжување на булеварот Партизански одели од кружниот тек кај Порта Влае до кружниот тек кај црквата Свети Петар и Павле. Имаме, значи, проектот е готов, избран е изведувач и остануваат уште расчистувањето на имотните односи и тие се во завршна фаза од преговорите со собствениците на неколку куќи кои што ќе бидат на булеварот, така да следна година со сигурност ќе биде тој булевар продолжен. Исто така со сигурност ќе ги отклониме неколкуте стеснувања кои што се двете стеснувања кои што се на булеварот Борис Сарафов или поранешна 4 јули и тука беа проблем имотно-правни односи и тука на веќе година и нешто разговараме со собствениците, додека се утврди кои се собственици, додека се утврди што документација поседуваат тие собственици, заради тоа што врз основа на тоа треба да им се исплати. Се прават проценки неколку пати, се проценува имотот кој што треба да се плати и се надевам дека сето тоа ќе се заврши и следнава 2016 година, значи булеварот Борис Сарафов ќе биде од него ќе бидат отклонети овие две стеснувања. Исто така остануваат оние работи кои што се договорени со општината Ѓорче Петров во рамките на тоа што секоја година градот Скопје дава по 3 милиони денари околу санација на улици во општина Ѓорче Петров. Се прави проект исто така за санација на овој булевар Ѓорче Петров околу завршен стој. Имаме уште еден дел делницата од средината на Волково према значи со обиколницата, некаде до кругата, оној дел кој што не беше завршен. И тоа се отприлика инфраструктурните работи кои што треба се прават околу водоводот, исто така околу каде има проблем со водата во општина Ѓорче Петров. Значи јавното предпријатие ќе го прави проектот, значи се надеваме дека до нова година и до јануар месец да биде завршен проектот за високата зона за да може да добијат водот и понатака ќе правиме финансовата конструкција и доколку ја направиме од текот на 2016 година некаде при крајот на следната 2016 година да се направи да се распиши тендерот за изградба на оваа водоводна мрежа. Со она што се однесува до јавните предпријатија, сметам дека добро ја вршат работата во општина Ѓорче Петров. Значи јавното предпријатие комунална хигиена за градскиот дел, со оглед тоа што за руралниот дел општина Ѓорче Петров има ангажирано компанија, јавното предпријатие паркови зеленило, јавното предпријатие водовод и канализација ЈСП, се во постојани контакти со службите во општина Ѓорче Петров и со местните заедници, текомно ги решаваме проблемите, доколку има нешто што сега не е решено и што треба да се во иднина да се решава, тука сме на овој состанок да тоа го дискутираме и градот Скопје да види дали има можност да се направи и ако тоа има можност да видиме во кој рок тоа ќе биде направено. Би сакал да истакнам и добрата соработка која што имаме со градоначалникот Сокол Митерски и со администрацијата на општина Ѓорче Петров. Впрочем, се тоа што се прави во општина Ѓорче Петров сигурно е благодарение на таа добра соработка, таа координација, бидејќи сепак проектите кои што ги реализираме се од интерес
пред се и над се за граѓаните на општина Ѓорче Петров, овие 3 кружни тека кои што се направени во општина Ѓорче Петров, македонска доставка што е направена, сето тоа е во интерес на граѓаните на општина Ѓорче Петров и ние при нашите при изборите сме го ветиле тоа и се трудиме да она што сме го ветиле тоа и го оствариме. Сакам да прашам дали може некако да се направат тие се направи ребаланс, за да има повеќе пари за заветувањето, со оглед на тоа што за некои медиуми од општината имаат изјавено дека нема доволно буџет за заветувањето, а гледаме дека ПМ10 учествувачи да распишуваат. Значи, околу буџетот за 2016 година, не знам забелешките кои што беа од опозицијата и мислам дека не ги држат. Не имавме работилница во Радика, кои што оние кои што дискутира не беа присутни на таа седница, затоа и нема доволно информација да говореа на седницата. Она што се однесува околу седиштето на Водното ДПМН, тоа не е околу седиштето на Водното ДПМН, може се каже на самата седница, али практично тоа се пристапни патишта околу новата капна гаража. Значи тоа е измеѓу капната гаража и лотарија, тој дел, гледате како е неуреден, помеѓу улица Македонија и новата капна гаража и околу улица Македонија до седиштето, сегашното седиште на Водното. А за ваша информација, тука е седиштето на општинската организација на СДС. Значи, нека не се мобилизира дека тоа се работи за партијата на ВМРО. Туку тоа се работи за доуредување на другиот дел од поштарот и пристапните патеки кои што треба да бидат до новата катна гаража према улицата Македонија. Оно што се однесува до загатување до екологија, мислам дека си отиде господинот кој што дискутираше советникот, но тој имаше излагање свој рапортот на секторот за екологија, кој што пола сад ги искажуваше проектите кои што се реализирани и кои што треба да се и кои што се во планот за реализација следната година од аспект на намалувањето на задоволувањето на градот Скопје. Така да општо не се сложува и со некои други формулации како што така помпезно се најавуваат без никакви аргументации. Така да овој буџет направен е така да може во сите области, во сите сфери да може да има финансирање. Нормално дека во секоја од тие сфери може и треба и дупло да се финансира, меѓутоа буџетот е толку што е на градот Скопје, ние дури малку и поголем е направен, сметајќи дека ќе имаме поголем интензитет, поголемо клипирање на поголемо анимирањето на инвеститори за да можат да градат по градот Скопје. Така да јас сметам дека буџетот на град Скопје како нацрт буџет беше добро направен и ние ќе се обидеме да направиме одредени корекции, да го посетите во општините и местните седници во градот Скопје, исто така врз основа на дискусиите кои што беа во Радика, врз основа на дискусиите кои што беа по нацрт буџетот, дискусиите кои што беа по советничките прашања, за да буџетот биде, како да кажам, што поголем, повеќе прилагоден на потребите.